Благодарам, председателе. Почитуван македонски народе, почитувани колеги и медиуми. Денешново обраќање по однос на точката за Законот за данок на додадена вредност ќе го започнам со една психолошка дефиниција за поимот манипулатори. Оди вака. Манипулатори се луѓе кои совршено го прикриваат своето вистинско лице. Вешто глумат и имаат извонредни комуникацијски вештини. Нивната главна цел е управување со другите луѓе за да го постигнат она што им е интерес. Точката ДДВ, Со други зборови, психологија, наредниот пат. Вемувам, да не ме прекинеш. Со други зборови, манипулаторите ги искористуваат другите луѓе за да си ги остварат сопствените желби. Зошто започнувам со оваа дефиниција? Затоа што изборните манипулации станаа вообичаена појава во Македонија. Очигледно дека во недостиг на идеи, представниците на власта се фаќаат за сламка, затоа што идеи за отварање на нови работни места, покренување на производство и подигнување на квалитетот на живот немаат. Уште од 2 октомври минатата година, премиерот изјави дека го разгледува предлогот на Европската енергетска заедница и дека ќе ги земеле во предвид сите аспекти за да пресметале колку тоа откажување од дел од овој данок ќе го чини буџетот и да знаеле што значи тоа за економската стабилност на државата. И така, божем сметале и пресметале дека токму сега е моментот да се намали ДДВ-то, но не пресметале колку се провидни. Часот за избори чукна, па поважно е да се добијат поени. За економската стабилност на државата и колку ова ќе го чини буџетот, сега не е време да се размислува, затоа што сега е најважно да се изманипулираат осиромашените граѓани и да се добијат изборите. Лесно е да се манипулира сиромашен народ, кој го направивте да живее ден за ден и да не мисли за вгодина. Ете затоа сте пресметале намалувањето да биде до 30 јуни 2022 година, па штом заминат изборите, ќе си се покачи цената на струјата и во средината на 2023 година граѓаните повторно ќе си плаќаат повисока цена. Ама тоа треба јасно, транспарентно и отчетно да им го предочите на граѓаните, а не вака затуткано, замоткано да им го пласирате под насловот грижа. Ако е навистина грижа, зошто намалувањето се однесува само за една година? Нека остане 5% цело време доколку цената на електричната енергија не биде иста, а не само додека да поминат локалните избори. Ама загубите од превработеноста на операторите и големите кражби кои ќе ги плати, еве јас ќе ви кажам, ќе ги платат редовните плаќачи. Па до кога, бре колеги? До кога од оваа земја насила ќе ги бркате одговорните граѓани за сметка на останатите? Верувајте ми дека одговорните граѓани чувствуваат како да нема место за нив во оваа земја, затоа што тоа се само одговорни луѓе на кои не им давате никаков мотив да продолжат да бидат одговорни. И кога веќе покажувате големина, нека важи законот и за компаниите. Жалам што не ги поддржавте нашите амандмани за сите заедно да покажевме грижа и за граѓаните и за компаниите, ама вистинска грижа. Очекував барем овој пат да се надминете себе си и да не дозволите овој предлог да има краток рок, а ќе има ако било кој го обжали истиот на Уставен суд. Европската енергетска заедница препорачува и проширување на листата на граѓани кои би биле финансиски помогнати да ги покриваат трошоците за струја. И тоа ли ќе биде на ден пред избори? Лошо терате, многу лошо и многу провидно. Ние уште во мај ви кажавме дека сме за намалувањето на ДДВ-то од 18 на 5% и кажавме како да ги надоместите тие околу 100 милиони евра во буџетот, а тоа ќе го направевте така што ќе си ги скусевте непродуктивните трошоци и ќе си ги намалевте крадењата. Така граѓаните ќе ги заштитевте од ценовните шокови и намалувањето на куповната моќ на домакинствата кое се движи со брзина на светлината. Вака само сериозно ја потресувате економијата, затоа што не сакате да им ја подобриме ликвидноста на нашите компании.
Ке ве подсетам дека во 2017 година АД Елем беше во солидна техничка и финансиска состојба и финансиска резерва од 20 милиони евра без долгови со исполнети обврски спрема сите доверители. А денес се истрошени сите ресурси. Нешто што кога тогаш ќе се сруши врз грбот на граѓаните, затоа што вештачки ја одржувате цената на струјата, затоа што така ви одговара во овој предизборен период. Откако го зголемивте долгот на државата на над 7 милиарди евра трошејки пари за подкупи разноразни тендери, верувате ли дека ќе ви поминат овие лаги за намалување? Уште пред една година Регулаторна комисија за енергетика го предложила ова што денес пред избори го дебатираме и уште пред една година се размислувало за поддршка на позагрозените граѓани при плаќањето на цените за струја. Ама власта секогаш чека да се најави изборната кампања и да пристигнат медиумите, како без тоа да не може да започне ништо да работи и да функционира во државата. Секогаш намалувањето на даноците го правдате со тоа дека повеќе пари ќе останат во џебовите на граѓаните, а и самите знаете дека тоа никогаш не се случило. Зошто? Затоа што кога државата се повлекува, некој друг ќе го земе нејзиното место и тој некој, а не граѓаните, ќе го земе неземеното. Теоријата на експертите е дека во пазарна економија, кога државата се повлекува од даноците, не се остварува посакуваната цел. Потребно е уфрлање пари во секторот енергетика, а не обратно, како што вие правите. Треба да градите енергетски капацитети, да обезбедите вработување додека ги градите тие енергетски капацитети. Само така инвестициите како даноци и придонеси ќе се вратат во буџетот. Можевте и да намалите голем број административни такси кои и онака ги имаме премногу, но вие се правите обратно. Затоа повторно ќе ве наречам манипулатори, затоа што ако работевте честно и домакински, немаше ни да има потреба од оваа даночна компензација која вие помпезно ја презентирате како намалување за да манипулирате со граѓаните. Намалување пред избори и заданчување веднаш после избори. Манипулатори, бидете сигурни дека народот веќе ве препозна и ќе ве надмудри. И за крај, што да кажам, радувај се народе, се намали ДДВ-то на струјата. Ако до вчера сте плаќале сметка од 3019 денари, од денес ќе плаќате 3000 денари. Со остатокот од 19 денари почестете се чаша вода гратис од власта, затоа што вашата власт смета дека ништо повеќе од тоа и не сте заслужиле. Ви благодарам.